Вие сте со К3, а во последното издание на Дневникот за денес ќе гледате. Мигрантите потенцијална опасност од заразни заболувања. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе престојува во Братислава, Словачка, каде што ќе учествува на 10-тиот глобален форум за безбедност Глобсек 2015. Над 1/4 од вкупно 185.000 бегалци што во првото тримесечје на годинава побарале азил во земјите од Европската Унија се косовски граѓани. Македонската ракометна репрезентација е во тешка група за предстојното европско првенство во Полска. Следиме реклами, па тргнуваме со Дневникот. Останете со нас. Порта Пролет, прв луксузен деловно станбен објект во Штип, сместен во најубавата и најмирна локација во градот, во близина на парк Суитлак, на 5 минути до градскиот плоштад. Порта Пролет се гради по проект од врвни италијански архитекти во барок и неокласичен стил, по европски стандарди и норми, со првокласна звучна и топлинска изолација со високо квалитетни материјали. Порта Пролет Штип, станбен простор со 86 станови со различна големина, на 9 спрата, со гаражен и деловен простор, по цена прилагодена на стандардот на граѓаните, со олеснителни услови за купо-продажба. Заинтересираните може да испратат порака или да не исконтактираат на следните телефонски броеви: 070 233 060 и 070 244 020. Четири звездички за квалитетна услуга, пријатен амбиент, незаборавен престој и прекрасен поглед. Располага со 118 соби, 2 конвенционални сали, 3 барови и базен. Направете го вашиот престој незаборавен. Ваш хотел Гранит. Помалку грејење во зима. И посвежо налето. Сигурно, квалитетно и еколошко. И секако, многу поевтино. А тоа значи повеќе пари за сите нас. Мајстори, време за ручек! Фасадни системи од Пофикс. Подобро за сите нас. Нов стамбен објект со модерни, енергетски ефикасни и комфортни станови. Мирна и живописна локација на булевар Октомвринска револуција, што може да биде и ваш дом. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. К3 телевизија има потреба од маркетинг агенти. За подетални информации обратете се на телефонските броеви 031 433 373 078 401 422 или обратете се на официјалниот имејл на К3 телевизија. Секоја недела, 11 часот
и 30 минути, репризи среда 17 часот и 15 минути и сабота 11 часот и 30 минути. Село мое. Последно издание на дневникот Добро вечер. Мигрантите кои секојдневно пристигнуваат во градската џамија најмногу се жалат на болки во нозете и стопалата од долгиот пат, но и на разни вирусни заболувања, настинки, дехидрираност и изнемоштеност, велат лекарите кои му кажуваат помош. Тие предупредуваат дека овие лица може со себе да носат потенцијални болести, како што се маларија, нилска треска, антракс и хепатит. Надлежните институции формираа координативно тело кое будно ја следи состојбата на терен. Мигрантите кои престојуваат во градската џамија се потенцијална опасност за разни заразни болести затоа што голем дел од нив доаѓаат од африканските земји и Блискиот исток. Мигрантите кои доаѓаат од овие земји не се вакцинирани превентивно, а нивните земји се извор на разни болести како што се маларија, нилска треска, антракс. Инаку бегалците кои секојдневно доаѓаат да преноќат во џамијата, одморат и потоа да го продолжат патот претежно кон Европската унија, се жалат во болки во нозете, отечени стопала од долгиот пат, како и вирусни инфекции поради пат на имунитетот, велат лекарите кои вршат превентивни прегледи на групите мигранти во џамијата. Мали си паници, значи, што може да се, пошто тие не се вакцинирани таму, пошто системот на здравството кај нив е паднат, значи, неколку години, особено Афганистан, Ирак, сега и Иран и други, така наречена кута на лечбене аза, значи, преку комарци што се понесува, што тешка болеста, тешко да се диагностицира, пошто во Македонија нема таква лабораторија, треба да се прати во странство за да се открие. Значи иде со висока температура и сега ти даваме терапија така она што можеме да даваме така. После има жолтица може да несе. Од скабиес, тоа е многу тешка болест, исто така тоа акутен респираторен синдром. Ниска треска, тоа до сега ми сме го читале, значи како студенти увек читаме, до сега не сме во Македонија. Маларија може исто така, и тоа не сме го имале. Колера не сме имале. Значи, ти си излечиви болест, ама кога не сме имале, не знаеме, значи доаѓаме у предизвик прво да знаеме како да го откриеме, на што да бараме, значи. Стотици мигранти, меѓу нив жени и деца од Сирија, Афганистан, Иран, Ирак, Сомалија, Мали, Нигер и денеска беа собрани околу чешмите во дворот на џамијата да одморат и да го продолжат патот кон ветената Европа. Combien kilomètres vous passez? Ça, je sais pas te dire, c'est très Не знам колку километри сум минал пеш, веќе заборавив кога сум излегол од дома. Изморен сум од патот, не се чувствувам добро, ме боли и главата и нозете. Но што да правам, имам семејство, жена и дете кои останаа во Сомалија, со надеж дека ќе стигнам жив и здрав во Германија и ќе можам да им помогнам. I don't know. I'm waiting something. Во мојот град во Сирија не остана надеж за живот на младите. Кога почна бомбардирањето и војната, се уништи. Бев на студии, но поради таа ситуација ги прекинав. Би сакал да побарам азил и моите студии да ги завршам во некоја европска држава. Престојот на мигрантите се поклопува со рамазанскиот пост, кога верниците околу 13 часот влегуваат да ги извршат молитвените обреди. Кумановските верници велат дека се створиле неприкладни услови за време на неголемиот празник, но од друга страна пак велат дека не е честно да не помогнеш на луѓето кои се на мака. Не знам, ја сак дојде, сак ги видимо и ништо не може да ти кажеме. Има ли гужва внатре во џамија? Има нешто, но нема многу, али има мало, има. Ништо не е добро. А вако да побега, ниједна нација не волим да видим ова. Како ги обавувате вашите молитвени обреди внатре во џамија? Има ли гужва? Вала, гужва има, али што да радимо? Не може ништо. Ова е лошо за овие други што доваѓа. За нас добро тоа што ми живим овде, а овие други што побегае сви по улица, по земја, тешко за нив.
Во Кумановската болница досега помош побарале околу 20 на мигранти. Инаку за заштита на нашата држава лекарите предлагаат сега со донесувањето на новиот закон со кој тие може слободно да се движат 72 часа пред да влезат во државата превентивно да бидат прегледани и вакцинирани. Од друга страна, владата формираше координативно тело од министрите за надворешни, за здравство, за полиција, локална самоуправа и социјална помош, кој ги следи состојбите со мигрантите и ќе презема мерки и чекори во согласно со своите надлежности. Денеска беше извршено вакцинирање на мигрантите во прифатниот центар во Газибаба. СВР Куманово поднесе 2 кривични пријави за неколкумина кумановци, како што информираат од МВР. Едното кривично дело е за злоупотреба на илирида, а другото за безвизен режим. СВР поднесе кривична пријава против АЗ поради тоа што изнудувал пари од свој сограѓанин, представувајќи дека е член на паравоена формација или рида. Инцидентот се случил во 2014 година, кога пријавениот од неговиот мобилен телефон во повеќе наврати остварил контакти и испраќал пораки со заканувачка содржина на ММ од општина Липково, барајќи како помош 3000 евра воедно упатувајќи му закани по личната безбедност. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против ЕК и ФМ, двајцата од Куманово, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на безвизен режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор. Пријавените, иако знаеле дека ИС и ЕМ, двајцата од Куманово, ќе бараат азил во Германија на 1.6.2015 година со патничко возило Опел преку граничниот премин Табановце, прво пријавениот ги превезол во Република Србија, при што ги оставил на бензинска пумпа на автопат Бујановац, каде со друго патничко возило второ пријавениот ги презел и ги однел во Германија. Откако лицата се пријавиле во прифатниот камп во Германија како баратели на азил, барањето им било одбиено, а подоцна биле депортирани во Македонија. Со најавените високи температури, кумановци со планови за летниот одмор. Многу луѓе избираат да го поминат годишниот одмор мирно и настрана од гужви. А за тоа каде граѓаните на Куманово ќе летуваат, дознаете од наредниот прилог. Летото веќе е на прагот, а високите температури кои последните денови ја зафатија државата ги натера граѓаните на Куманово да ги уплаќаат аранжманите и да прават планови за летниот одмор. Многу луѓе избираат да го поминат годишниот одмор мирно и настрана од гужви. Затоа каде кумановци го планираат своето патување, ги прашавме и донесовме еден заклучок, дека годинава сите избрале различна дестинација. Нема класичен летен хит, секој според джебот и годините. Ке видиме спрема могуćности, спрема ова дојра на Охрид тука кај нас ке биде тоа и така, со внуците така поблиско кај нас. Некој од финансиски причини не планирам да одам никаде. Во Грција. Зошто Грција? Пак сега ќе одам така. Најблиско е. Па годинава најверојатно ќе Грција не доаѓа во обзир никако, најверојатно Бугарија ќе одиме затоа што цените во Македонија се премногу за наши стандарди, додека цените во Бугарија и во Србија се малку по издржливи, така да годинава најверојатно ќе бидеме Бугарија. Па најверојатно друштво фамилиарно и така, најверојатно така, ќе видиме како условите ќе дозволат. Голем дел од аранжманите за месец јуни веќе се продадени, бидејќи понудите на агенциите за предсезона се поевтини. Поголем број од граѓаните годишниот одмор ќе го поминат со семејството, а помладите секако во друштво на пријателите. Па не сум се уште размислувал, меѓутоа постои шанса за во Грчка или пак може до Црна Гора. Па јас да ви кажам, досега во Грчка нема патувано и зборат тоа луѓето дека стварно нудат добри услови за туризам и баш би сакал да видам. Инаку не обожавам како земја од други причини. Па со фамилијата, со супругата. Во Охрид. Зошто во Охрид? Со другари ќе шетам. Черка ни сака во Шпанија, а ние уште не сме одлучени, затоа што без примање е малку потешко за одмор, нели? Ќе гледаме да ги исполниме незините желби, колку е во наша могуćност, нели? Не очекува долго и топло лето, затоа кој се уште не одлучил каде сака да го помине својот летен одмор, време е да почне да прави планови.
Под мотото "Одбери здрав живот, кажи не на дрогата", Унијата на жени при ВМРО ДПМН не открива Паланка организираше едукативна трибина за штетноста од дрогата како еден од најголемите пороци на денешницата. На предавањето говореа презентери од СОС линијата за помош од дрога. Унијата на жени при ВМРО ДПМН Крива Паланка во соработка со презентери од СОС линијата за помош од дрога организираа трибина со цел да се пласираат поголем број информации за штетното влијание на дрогата на локално ниво и да се запознаат граѓаните за состојбата по ова прашање на државно ниво. На предавањето говореа социјалните работници Ивана Шалевска и Софија Величковска, презентери од СОС линијата за помош од дрогата. СОС линијата за помош од дрога постои од 2003 година. Функционира во рамките на Сдруженијето на социјални работници на град Скопје. СОС линијата за помош од дрога има бесплатен телефон кој што е 0800 11 444. Трибината се реализира по повод 26 јуни, светскиот ден на борба против злоупотреба и шверц на дрога, како еден од најголемите смртоносни пороци на денешницата, појасни председателката на Унијата на жени Елена Митевска-Давидовска. Унијата на жени како и секој месец, така и овој месец, месец јуни, по повод 26 јуни, светскиот ден за борба против дрогата, организира трибина со цел да ги едуцира граѓаните за последиците од дрогата. Значи, 26 јуни е прогласен за светски ден за борба против дрогата од 1987 година, кога е донесена резолуција при Обединетите нации дека е потребно да има еден ваков ден кој што ќе се одбележува како ден против борба против дрогата. Денеска имаме гости од СОС линијата од Скопје кои што се занимаваат со давање совети преку телефонска линија на зависници од дрога и нивните најблиски. Брзиот и динамичен животен стил се повеќе се наметнува како секојдневие, но при таа трка со времето секогаш треба да бидеме достапни за децата и најблиските и да ги заштитиме од негативните пороци. Едногласно порачуваат присутните кои се задоволни од едукативните трибини на разни актуелни теми под покровителство на Унијата на жени при ВМРО ДПМН Крива Паланка. Трибините од ваков карактер се добри затоа што пред се од едукативен карактер и го зголемуваат нивото на информираност. Граѓаните имаат можност да се запознаат со различни теми. Веќе неколку пати имавме трибини од различни теми, како што беше темата за алергиите, потоа за борбата против пушењето. Ова исто така една доста актуелна тема за денешницата. 34 слики од уметникот Христо Петрески беа изложени во Центар за култура Трајко Прокопиев. Изложбата под наслов "Сликајќи го џезот" е инспирирана од звуците на џез музиката, а е дел од цртежите ја допираат енергијата на илустрација. Изложба под наслов "Сликајќи го џезот" од уметникот Христо Петрески беше представена пред кумановската публика. Изложбата опфаќа 34 дела. Уметникот инспирацијата ја пронашол во џез музиката, а дел од цртежите скици ја допираат енергијата на илустрација, други навлегуваат во зона на карикатура, а некои се поослободени и стануваат дури духовити итри преку бихевиеризмот на замислените музичари. Оваа тема, џезот, всушност јас сакав да експериментирам и на ликовен план. Значи, станува збор за една игра со боите, со техниката. Значи, не одев на тоа да биде само темата, туку и изразните средства. И мислам дека постигнав еден свој автентичен, личен исказ, кој што некому може да му се допаѓа, некому да не му се допаѓа. Петрески најави уште неколку тематски серијали кои се уште се во подготовка и додава дека уметноста е посебен свет кој наликува на детска игра, а се е поубаво кога е неизвестно. Сликарството според него е авантура и кога ќе почнете не можете да престанете со творештвото. Едниот серијал е Моите птици,
значи исклучиво посветени дела на птиците и еден нов серијал кој што сега го работам во овој момент е посветен на мачките. Значи, меѓу птиците, меѓу мачките, меѓу музиката, меѓу овошјето, тоа се понекогаш одредени бегства од реалноста, фантазмагории. Изложбата претходно била отворена во Скопје и Битола, а кумановците имаат можност да ја проследат до 2 јули. Цветјето носи порака за мир, за љубов, за пријателство, хуманост и солидарност. Цветна патека на мирот е насловен проектот кој го реализира уметникот Живко Поповски Цветин со подршка на Лајонс клубот Вардар, а кој беше представен и во Куманово. Проектот Цветна патека на мирот, кој го реализира уметникот Живко Поповски Цветин со Лајонс клубот Вардар, беше поддржан и од Кумановскиот Лајонс клуб. Целта на овој проект, кој е започнат на 5 април, е Цветната патека на мирот да се шири во целиот свет. Идејата е да се направи слика која ќе биде долга најмалку 1000 метри и ќе влезе во Гинисовата книга на рекорди. Верувам дека заедно ќе тргнеме по оваа цветна патека на мирот за да создаваме подобро општество во сите средини, во сите земји, во сите држави, така да мислам дека таа е универзална порака, а цвеќето секогаш е универзално и го следи човекот од неговото раѓање, дури и од зачнувањето, па се до завршување на животот на земјава, споделувајќи ги сите радости, таги, несреќи. Целта на проектот мир во светот, многу љубов, радост, порака за сите да бидат среќни. Преку таа порака практично сите Лајонс клубови во светот, да кажеме после влегување во Гинисова книга, ќе имат информација дека некој Лајонс клуб од Република Македонија направил таков проект и успешен проект. Цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната е првата порака со која Цветин во 1985 година ја започна мисијата на мирот. Негови пораки за мир патуваа и по водите на реката Црна, реката Вардар, по Балтичкото море, Босфорот и Јадранско море. Пораката за мир треба да биде присутна секогаш, дури и во најмирно време. Што значи дека таа е и како предупредување, како порака која треба да ја прифатат младите генерации. Мирот е основа за се друго. Ако има мир во семејството, мир на улицата, во местото на живење, во душата, тогаш може да рачунаме, значи, дека мирот ќе владее. И мирот почнува од секој од нас. Авторот досега има подарено над 45.000 слики цвеќиња на мирот, на тој начин борејќи се за мир во целиот свет, и има направено над 300 изложби во повеќе земји. Сликата Цветна патека на мирот е направена околу 850 метри, а се очекува да биде завршена во почетокот на октомври за 30 годишниот јубилеј од творештвото на авторот. Дрво кое шепоти е најновото дело на кумановскиот хаику автор Борис Митковски, кој во Скопје во сабота ќе ја промовира најновата збирка која содржи 150 хаику песни. Ова е негова втора книга, откако во 2013 ја издаде првата која носи наслов Патот. На 20 јуни во МКЦ во Скопје со почеток во 21 часот ќе се одржи промоција на книгата Дрво кое шепоти од Борис Митковски во издание на Антолог. Рецензент на книгата е Венко Андоновски. Ова е втора книга хаику поезија од овој автор, која што е во стилот на православно хаику творештво. Значи, кога еден човек, таков човек кој што љуби, значи му дава воздух на другиот кој што е љубен да дише. Значи, тоа е поента дека како секое дрво во материјалниот свет дава кислород на целата твар, не само на луѓето, така и човекот кој што е љубовен во Троица дава воздух на целиот нетварен свет, значи на нематеријалниот свет. Значи со секоја молитва, со секој подвиг, со секој двиг на љубовта во своето срце, ние даваме воздух или кислород да дише секоја твар. Значи тоа е поентата на дрвото кое што шепоти, значи хаику е јапонски книжевен вид. Тоа е поетска форма во 3 стиха кои содржат силни пораки низ кои се осознава суштината на постоењето и животот. Проблесокот, сознанието, зенот во зен-будистичка смисла на зборот се основните состојки на хаику поезијата која најпрвен била пишувана од јапонските самураи.
Значи јас овдека од таму ја наоѓам мојата идеја за творење на хаикуто, да не биде сега во зен сензибилитет, тука да биде во чисто ортодоксни вистини или во чисто ортодоксни хаику творенија. И значи тоа е подобната идеја, како што тие се надоврзале на нашите традиции, на нашата вера, на нашите основни вистини, принципи на вистината во нашата православна традиција, така и сега јас црпам интерес или инспирација од нивните традиции, ама да се сето спроведе во православна вистина, во православна доктрина. Борис Метковски е роден 1976 година во Куманово. Завршил теолошки факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Велико Трново во Бугарија и бизнис администрација во Калифорнија. Неговото прво дело, насловено како Патот, го достигнува рекордот на најпродавана хаику поезија во издавачката куќа Антолог. Лидерската средба во Скопје на четворицата лидери на партиите ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА заврши без конкретен договор. Никој од лидерите не даде изјава по средбата. Се знае само дека Канцеларијата на Европската унија во Скопје ќе објави соопштение зад кое стојат сите четворица лидери. Лидерите на политичките партии се согласиле уште еднаш да ја потврдат нивната целосна посветеност на договорот од 2 јуни и да ги продолжат разговорите со негово целосно остварување на лидерско ниво на 29 јуни. Ние го поддржуваме транспарентното менаџирање од Европската унија со текстот на овој договор, како и со сите специфични препораки поврзани со системските реформи во областа на владење на правото, кои ќе бидат проследени и спроведени во интерес на сите граѓани, се наведува во заедничката изјава на четворицата лидери. Тим од лекари специјалисти, претежно инфектолози, попладнево во прифатниот центар за странци во Газибаба извршија здравствен преглед на оние лица кои имаат потреба од истиот. Исто така се изврши вакцинација на сите оние кои се сместени во центарот по препорака на Комисијата за заразни болести, која е дел од тимот на државно ниво што ја следи состојбата. Лицата сместени во прифатниот центар за странци во Газибаба ќе бидат прегледени и вакцинирани. На терен попладнево ќе се упати екипа од инфектолози и дерматоневролози, имајќи ја предвид претходно направената здравствена проценка за каков тип специјалисти има потреба. Истите ќе им укажат здравствена помош на мигрантите кои престојуваат во центарот. Важно е да бидат вакцинирани сите оние кои подолго се задржуваат во Република Македонија. Оние кои само транзитираат може да се изврши дезинфекција на превозните средства. Планираме дезинфекции на возовите и на автобусите, а оние кои подолго од 72 часа ќе останат во Македонија по било кој основ, како што предвидува новиот закон, тие доколку со себе немаат доказ дека се вакцинирани, тогаш повторно се врши вакцинација, информираше министерот за здравство Никола Тодоров. Тој потенцираше дека досега биле прегледани 21 мигрант кои побарале здравствена заштита пред се во општата болница во Куманово. Заедно со Црвениот крст и постојаното тело во кое членувам јас и представници од Министерството за здравство постојано ја следиме состојбата. Од Црвениот крст имаат определено и мобилни екипи кои патролираат долж коридорот по кој се движат мигрантите и од аспект на здравство се преземаат сите мерки кои се неопходни за превенција од ширење на заразни заболувања, рече министерот Тодоров. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе предстојува во Братислава, Словачка, каде што ќе учествува на 10-тиот глобален форум за безбедност Глобсек 2015. Иванов ќе се обрати на сесијата Балканска шаховска табла. Дали влогот е целосна и слободна Европа? За време на учеството на Глобсек форумот во Братислава предвидено е председателот Иванов да уствари повеќе формални и неформални средби. Теми на годинешниот форум се улогата на Централна Европа во Украина, иднината на Европа, надворешната политика на САД, колективноста на НАТО алијансата, како економските карактеристики на Вишеградската група. Во македонската делегација се министерот за одбрана Зоран Јулевски, министерот без ресор Фуркан Чако, кој за време на престојот во Братислава ќе ги презентира поволностите и можностите за инвестирање во Република Македонија пред словачките бизнисмени. На глобалниот форум за безбедност Глобсек 2015 најавено е учество на шефови на држави и влади, министри за надворешни работи за одбрана. Меѓу учесниците се председателот на Словачката република, председателите на Хрватска, Естонија, Грузија и Полска, премиерите на Велика Британија, Словачка, Црна Гора, Чешка и на Унгарија.
Глобсек представува реномирана конференција со фокус на надворешна и безбедносна политика во Централна Европа. Целта на форумот е да го стави регионот на мапата на трансатлантското стратегиско размислување во агендата на светската надворешна безбедносна и економска политика. Над 1/4 од вкупно 185.000 бегалци што во првото тримесечје на годинава побарале азил во земјите од Европската унија се косовски граѓани. Следуваат и останатите вести од светот. Според денеска објавени податоци на Евростат, косовските албанци со поднесени речиси 49.000 барања за азил ги надминуваат сиријците кои се 16% од барателите и афганистанците кои се на трето место со 7% од поднесените барања. Најголем број барања за азил во овој период се поднесени во Германија, каде се направени околу 40% од вкупниот број барања за азил. Следува Унгарија со 18%. Останатите држави од Европската унија добиле значително помалку барања. Во споредба со првото тримесечје на 2014 година, вкупниот број на баратели на азил годинава е зголемен за 85%. Според руските медиуми, премиерот на Грција Алексис Ципрас денеска ќе оствари изненадувачка средба со председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Оваа ненајавена посета ги обнови гласините дека Грција ќе бара кредитна помош од Русија. На прашањето поставено од новинар на агенцијата АР, дали Русија денес ќе му понуди пари на Ципрас, заменикот председател на руската влада Аркадиј Дворковиќ одговорил дека не може да коментира специфични одлуки. Грција со кредиторите преговара околу исплатата на последната транша од долгогодишниот кредит, која касни уште од март. Без тие пари грчката влада нема да може да најде 1,6 милијарди евра за исплата на ратата од долгот кон ММФ, кој доспева на 30 јуни. Приближувањето на Грција кон Русија допринесе и за гласините дека Москва ќе ја употреби Грција како и некои други земји, пред се Унгарија и Чешка, при гласањето кога ЕУ ќе одлучува дали да се продолжат санкциите кон Русија. Русија и државите од Централна Азија треба да му помогнат на Авганистан на воено-технички финансиски план со цел борба против нелегалните вооружени формации, за кои се тврди дека се дефинитивно активни во афганистанскиот Бадахшан, изјави за руската редакција на BBC Рахим Афгани од вооруженото крило во антиталибанската коалиција на народите од Белуџистан и Багахшан. Според него, ако екстремистите од Афганистан ги пробијат границите на Таџикистан, Узбекистан и Туркменистан, властите во тие држави ќе изгубат контролата над ситуацијата со катастрофални последици. Предходно Виктор Иванов, шеф на Руската федерална агенција за контрола на наркотиците, го нарече нелегалниот шверц со наркотици од Авганистан финансиска база за екстремистичката организација Исламска држава. И да се финансира токму од афганистанските наркотици, активизирањето на ИДО ќе ги зголеми активностите на шверцерските превози по северната маршрута, значи ќе се зголеми наркотрафикот кон Русија, прогнозира Иванов. Тој додаде дека за Русија состојбата уште повеќе се влошува откако на сила стапи договорот за Евроазијски економски сојуз. Заради него државата не може да ги контролира на границата стоките кои доаѓаат од странските партнери. Според податоците од Обединетите нации, Авганистан произведува над 80% од сите опијати во светот. Во 2014 година проценките за опиумската реколта во Авганистан се движеа околу 6,4 тони. Експертите истакнуваат дека додека не бидат решени економските проблеми, афганистанските фармери се уште ќе сеат опиумски афион. Од 2001 година Соединетите американски држави потрошија над 7 милијарди долари за борба против производството на наркотици во таа земја, но сите напори за уништување на афионските насади остануваат без видлив резултат. Машката ракометна репрезентација на Македонија на денешната ждрепка ги доби противниците за наредното европско првенство во Полска во 2016. Нашата репрезентација немаше среќа и доби исклучително тешка група во која се наоѓаат селекциите на Франција, домаќини од Полска и Србија. Немаше среќа македонската ракометна репрезентација на денешната жребка за престојното европско првенство во Полска. Нашите противници од групната фаза се реномирани селекции кои имаат одлични резултати во последно време. Франција повеќе кратен светски, европски и олимписки шампион.
Полска како домаќин со сите сили ќе се обиде да оствари добар резултат, додека Србија не е противник од кого треба да се плашиме. Во секој случај наредната година во јануари македонските навивачи во голем број ќе се упатат на првенството да им дадат подршка на нашите ракометари. Македонија во овие квалификации докаже дека има силна екипа и може да се надеваме дека Лазаров и другите можат повторно да ни придадат радост. Младите на Пинк Пантери прикажаа одлична игра, но против посилната екипа на МЗТ едноставно не може да се изборат за победа. Овој успех потврди дека во екипата се работи добри на долги патеки. Постигнатите резултати во оваа сезона се гарант дека и следната сезона Пинк Пантери повторно ќе не израдуваат со одлични успеси. Така, ние се потрудивме, дадовме се од себе да победиме на овој натпревар, да успееме да избориме трет натпревар во Скопје. Ние се дадовме 100% од себе, максимум. Секоја част на екипата на МЗТ беше подобро во овие два натпревари. На нашите деца нема што да им се замери. Цела сезона навистина направивме голем успех со пласман во финалето. Оваа генерација тренираме 4-5 години. Значи, навистина голем успех, сите сме задоволни и среќни. Секако не е мал успех да бидеме втори во Македонија. Покажете голем квалитет, веруваме дека и следната сезона ќе продолжите да работите со вакво темпо. Ние ќе се потрудиме, како и до сега и во иднина, уште подобро, уште поквалитетно, уште поорганизирано да работиме со оваа генерација до 16 години и со помладите, се со цел да создадеме што е можда поголем број на квалитетни кошаркари кои во блиска иднина се надевам ќе можат да играат во македонско првенство, а зошто да не и во поквалитетни надпреварувања. На паркетот во спортската сала видовме неколку талентирани кошаркари кои влеваат надеж дека единината на кумановската кошарка е во сигурни раце. Меѓутоа, со овие деца треба да се продолжи да се работи уште поинтензивно за еден ден да станат единината на кошаркарско Куманово. Во вестите од меѓународната спортска сцена ги следиме фудбалските трансфери ширум Европа. Фудбалерот на Спортинг Лисабон Седрик Соареш е нов член на англискиот премиер лигаш Саутемптон. Хрватскиот напаѓач Марио Манџукиќ од Мадрид се сели во Јувентус. Екипата на Саутемптон на англискиот премиер лигаш продолжува да го засилува тимот во пресет на новата сезона. Нов фудбалер е португалскиот играч Седрик Соареш од екипата на Спортинг Лисабон. За неговите услуги екипата на Роналд Куман ќе плати 5 милиона евра обештетување, а одличниот фудбалер потпиша 4 годишен договор. Соареш е млад фудбалер и има 23 години и игра на повеќе позиции во одбраната и ќе представува значено засилување. Воедно Соареш е второто засилување за Саутемптон откако пред неколку дена во екипата пристигна шпанецот Хуан Малага. Телевизија Sky Италија објави дека вечерва Јувентус ќе потпише договор со напаѓачот на Атлетико Мадрид Марио Манџукиќ, откако неговата делегација ќе отпатува во Мадрид на финален договор. За услугите на хрватот, Јувентус на Атлетико Мадрид ќе му плати 18 милиона евра. Причините за заминувањето на Манџукиќ од Атлетико Мадрид се слабата минутажа во изминатата сезона и недоразбирањата со тренерот Симеоне. Тој се придружи на Дибала и Кедира и представува трето засилување на старата дама. Манџукиќ треба да биде замена за Тевес, кој заминува од клубот, но и за Лоренте, кој исто така најави дека нема да остане во следната сезона. Минути за временска прогноза. Тоа беше се што подготвивме за денес. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатна вечер.